Има едно место некаде на планетава Земја или поточно во Европа кое е примамлива туристичка дестинација поради уникатноста на решението на државната граница меѓу Кралството на Белгија и Холандија. Барл Насау за белгијците или Барл Хертог за холандјаните е името на ова мало градче на западот на Холандија во кое богато и мирно живеат неколку илјади граѓани на Барл, но државјани едните на Белгија, а другите на Холандија. Еве како изгледа и мапата на Барл. Се што е бело е Холандија, а сите розови квадрати кои ги гледате се Белгија. Сушност, Барл Насау и Барл Хертог е општина во Холандија, во која се уште има територии кои му припаѓаат на Кралството Белгија. Нема покомплицирана ситуација со разграничувањето, се фалат двајцата градоначалници, едни од холандски, други од белгиски. Het wit gedeelte is Nederlands gebied en alle gekleurde vlekken die je hierop ziet is Belgisch gebied. Nu, u ziet, het zijn Bare Hertog bestaat uit 22 enclaves, het wil zeggen stukjes België in Nederland. Zo hebben we er 22. Nu, dat is al zeer ingewikkeld. Om het nog ingewikkelder te maken, dit is de meest ingewikkelde situatie van enclaves in Europa. Тешко е да се разбере, нели? Јас бев таму и се уште има ситуации кои ми се нејасни. Но ајде да видиме како изгледа оваа граница меѓу Белгија и Холандија. Граничната линија е насекаде. Децата си играат на неа, прескокнувајќи од територијата на Белгија во територијата на Холандија и обратно. Ја следиме граничната линија и таа минува на најневообичаени места. De grens gaat hier door vele huizen, misschien wel een honderdtal. Gaat door de keuken, gaat door de woonkamer, maar gaat ook door de slaapkamer. Zodanig dat de grens soms door het bed gaat. En de man ligt op Belgisch en de vrouw op Nederlands gebied. En zo, wij noemen dat internationale seksuele betrekkingen. Кој е каде во ова градче? За се има одговор. Например, куќите низ кои минува границата и припаѓаат на територијата на онаа држава на која се наоѓа влезната врата. И тогаш куќите кои се холандски се обележани со броеви на кој е холандската тробојка и обратно, белгиските со белгиската тробојка. Е сега најдовме една куќа на која и паднало границата да и мине точно низ влезната врата. Бевме кај овој срекник кој во овие околности може да бира на која држава да и биде лојален. Kijk maar aan de journalist. Ja, wij zijn altijd België geweest en wij hebben alle betrokkenheid is België. We wonen hier op de grens, maar het is maar 1/2 van het huis dat Nederlands is. Оваа прилично откачена граница го направи Барл да биде ретко интересна туристичка дестинација. Туристите се забавуваат, бројки колку пати во текот на нивниот престој минале од територијата на Холандија во територијата на Белгија и обратно. Yes, they are very confused for the situation here in Barl Nassau Hertog. They can't, they don't understand how it is. They always think there is a border through the village, and I show them how they can find the border. So they have to look at the house numbers where there is a tricolor of Belgium on it or the color of Holland, so they know now I am in Holland and now I am in Belgium. How many tourists you have per year or per month? Oh, many. Е сега разбирливо, ово уникатно гранично решение подразбира многу административен ентузијазам за да се изнајдат и решат сите проблеми што ги носи живењето на териториите на две држави. Сепак и овие проблеми градоначалниците на градот се обидуваат да ги свртат во предност за да добијат повеќе пари од централните власти во Брисел и Хаг. Als wij naar Brussel gaan of bij de Vlaamse regering of bij de federale regering, dan zeggen we, zie eens hoe gecompliceerd het is. En wij zijn een arme gemeente en dat kost heel veel om te besturen en daarmee krijgen wij ook meer geld. En dat geldt ook voor Bare Nassau. Bare Nassau zegt, ja kijk, wij zitten hier met die Belgen, moeilijke mensen, moeilijk te besturen. En Nassau krijgt ook veel meer geld dan een normale gemeente. Некои работи се решаваат и со джентлменски договори. Например, белгијците се согласија во Барл да го толерираат холандскиот либерализам по однос на секси шоповите, например. Ова зад мене е секси шоп, кој не може да биде од другата страна на улицата, затоа што е таму Белгија. Во Белгија законот предвидува дека еден секси шоп не може да биде залепен до стамбена зграда, што не е случај од оваа страна на улицата, каде што е Холандија. И тука без проблеми може да се најде веднаш до оваа стамбена зграда.
Но обратно, холандјаните пак се согласија да си го редуцираат либерализмот по прашањето на слободната продажба на лесни дроги. Ако тоа правило за слободна продажба на лесна дрога важи секаде во Холандија, не важи во Барл, бидејќи на белгиците тоа не им се допаѓа. The local government from Balen-Nassau, they have a sort of agreement that they do not allow in Balen-Nassau that companies that sell soft drugs they're not allowed to have a company here. They have an agreement with the Barl, with the Belgium side of Barl? It's a sort of gentleman's agreement. Ова и ваква граница го прослави Барл и по две исто толку уникатни случаи каква што и границата. Например, пред усогласувањето на монетарната и фискална политика во Европската Унија, Холандија и Белгија си има секоја своја. Па така, еден банкар се сетил и во оваа куќа ја направил банката Фемисбанк. Постоењето на две територии ја направило рај за милиардите валкани пари. Сите доаѓале тука. Нашата домаќинка, колешка од локален вестник, ни раскажува како тоа оваа банка работела. It was a very famous bank with a lot of customers in Holland and in Belgium, because when the taxes came for investigation, they could, in the cellar there was a door between the one and archive from Holland and from Belgium, and they moved the archive to Holland or to Belgium, depending on which tax from which country was coming to do the investigation. So it was easy for them to cover some. It was very easy. They had a creative way of handling those things. Денеска од неа остана само оваа табла, на која е забележан споменот на едно време на лесен проток на валканите пари низ Европа. И откако куќата престана да биде банка, таа стана дом на еден познат продуцент. Потоа тука се случи убиство и ете беља. The body was found in the Dutch part of the house, and the family from the person who was missing, they asked the Belgian police to do the investigation. So they started here in Belgium, and they found the body in the Dutch part. They went together to do the investigation, but then when at the moment the body is found in the country where it's found, they have to finish the investigation. И така, од една на друга полиција работите се искомплицираа, па ни до ден денеска нема доволно докази да се осуди осумничениот. Ова е само една од многуте гранични приказни на Барл. Има и други анекдоти во кои уживаат бројните туристи кои се обраќаат во туристичкото биро, за меѓу другото полесно се снаоѓаат во оваа пазл гранично решение. И во целава приказна, може ли без нас македонците? Не. Во центарот на Барл, ете ти го Саше, наше дете, жене тазе за една холандјанка. Мирно живеат на белгискиот дел на Барл. Саше е неколку месеци тука, но се уште е помалку збунет од овој европски пристап на решавање на граничните линии. Ти кај живееш, во Белгија или во Холандија? Belgija. Belgija, a 100 metara je Holandija. Ne znam, ja sam ja. To je. Збунет си уште? Ne, imam dokumente si imam belgijski сега. Не, од тоа кога одиш во која држава си, дали си во Холандија, дали во Белгија? Pa tu može ušte, ne znam točno baš kada je ovdje mesto, kako da kažem, Belgija, Holandija. Нешто не се улициве. Ете, Саше наш се снаоѓа. Не е тешко да се научи, велат нашите домаќини и градоначалници на белгискиот и холандски Барл, кои чуле за балканските гранични маки, па преку Еврозум решија да упатат јавна покана до нашите политичари. I invite the president of Macedonia and also the president of Kosovo to come here separately, or I think it's very good together to come here and we talk with the two presidents. We give the presidents a good to eat, good to drink, and so after our exercise, they can go back to Macedonia and Kosovo and resolve all problems.